I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never. Постоечкиот закон за семејство датира од 1992 година и во него се содржани дефиниции за семејството кои што се прилично тесни и кои што не ги опфаќаат современите состојби во семејството. Но затоа кога зборуваме за семејното насилство, односно делот за семејно насилство при постоечкиот закон за семејство, таму се дефинирани повеќе карактеристики на семејството, односно како членови на семејството се вброени повеќе лица. Зошто постои такво неизедначено делување во однос на согледување на семејството и неговите членови од страна на законодавецот? Разговараме со адвокатот Владимир Бангиевски, кој што смета дека е неопходно да се направи таква промена и усогласување во законот за семејство, каде би се дефинирале односите и во современото семејство, меѓутоа и во однос на пошироката фамилија. Законодавецот сакал да ги заштити сите категории на членови на поширокото семејство од семејно насилство и тука ги наведува, како што кажавте вие, ги наведува роднините кои што веќе представуваат пошироко семејство. Сметајќи дека на тој начин, ако сите таксативно ги наброи, дека ќе бидат повеќе заштитени. Меѓутоа прави дисбаланс. Од една страна дефинира на еден тесен начин што е тоа семејство, а од друга страна, кога станува збор за семејно насилство, одеднаш ја проширува листата. И сега вие не можете да сватите што е семејство. Дали семејство е тоа што законот за семејство го дефинира во делот на законот за дали е семејство тоа што се дефинира во законот за семејство или е семејство она што се дефинира во делот на семејното насилство, повторно во законот за семејство. И во насока на реформирање на семејното законодавство, и тој дел мора да се промени во смисла на тоа да се усогласи понатамошниот текст на законот, кој што дефинира што е семејно насилство и делот од законот кој што дефинира што е семејство. Значи, да нема забуна. Значи, ако сум јас член на една семејна заедница, тогаш сум член врз основа на тоа што законот ја дава дефиницијата за тоа што е семејство. Значи, ако излегувам од таа категорија на член на семејство, јас не можам да извршам семејно насилство, туку вршам обично насилство. Значи, вршам обично насилство. Иако насилство е насилство, тоа дали е семејно или е вон семејно, се едно, но некои работи мора прецизно, јасно, категорички да се дефинираат, за да нема и во текот на судските постапки забуна во однос на толкувањето на определени действија на некои лица. Морам да кажам дека сегашниот закон не е 31 година стар е поише од 50 години. Значи тој е препишан закон на 70-те години во Југославија и навистина не одговара на сегашните услови. Особено него признаа фактот дека децата по развод на родителите имаат две семејства.
практично семејство на таткото и семејство на мајката. Од едно семејство стануваат две. Со тоа имаат и два дома и целиот тој концепт на кој што се заснова сегашниот закон на еден дом и дека детето мора да припаѓа на едно место е застарен, не поддржан ни од праксата, ни од науката. И со сегашниот закон ја имаме таа сегрегација на родителите, каде што едниот родител го добива правото на чување и воспитување, што е суштината на родителството, и со тоа автоматски станува родител од прв ред, додека другиот родител станува родител втор ред, значи го нема правото на чување и воспитување на детето, односно има право само на увидување кои што се ограничени во голема мера од неразбирливата пракса на центри за социјална работа. Тоа се сведува на неколку дена, најчесто во месецот. Морам да кажам дека многу луѓе немаат ни тоа, имаат по неколку часа во месецот, а најсреќните може да имаат до 8-9 дена во месецот. Значи, станува збор за неразбирливо системско отстранување на едниот родител од животот на децата по развод. Една од најприсутните дефиниции за семејството е дека семејството е општествена клетка, односно најважната примарна група за општественото организирање. Семејството и семејните односи во правната држава се регулираат преку закони, поточно преку закон за семејство. Меѓутоа, постоечкиот закон за семејство во Република Македонија е донесен во 1992 година и отогаш, дури 31 година, и покрај тоа што постојат индиции од страна на стручните лица и од страна на граѓански здруженија да се имплементираат промените во самото семејство во законот и да дојде до измена на законските одредби, па дури и нов предлог закон за семејство, сепак останува законот за семејство непроменет ист веќе 31 година. Во моментот кога се создаваше законот за семејство, беше актуелно така нареченото нуклеусно семејство или семејство кој што ги отсликува и рефлектира индустриските односи, односно она што се подразбира под семејство во едно индустриско општество. А тоа е семејство кое што го сочинуваат родители во заедница со нивните деца, нели, меѓутоа и една еквивалентност помеѓу семејството и домаќинството, односно се подразбира дека родителите и децата живеат во едно исто домаќинство и семејството остварува единствената економска функција. Но што се случува кога ќе дојде до развод на бракот помеѓу брачните партнери? Тие остануваат родители на нивните деца и остануваат во семејна заедница со децата, меѓутоа тие обично живеат во две одделни домаќинства. Постоечкиот закон за семејство предвидува дека еден од родителите ќе биде старател и на него ќе му биде доверена целосната грижа и издршка за децата, односно дека тој ќе биде одговорен за носење на главните животни одлуки во животот на детето. Што се случува со другиот родител и кој е степенот на отуѓеност кој што родителот кој што не живее со детето, односно родителот кој што не е старател, го има по развод на брак од поранешниот партнер, говориме со Наум Рибаровски. Тоа е точно, во сегашниот закон никаде не се спомнати бабите, дедовците и пошироката фамилија. И тоа исто така нешто што треба да се смени со новиот закон за семејство. Со сегашната пракса, значи во тие неколку дена кога секундарниот родител има време со детето, тоа време треба да се подели и со бабите и со дедовците, и со чичковци и тетки и така натаму, така што практично детето мора во тоа ограничено време да ги види сите и да оствари контакт и близина со сите. Во пракса тоа не се случува често, односно може да се случи да детето едноставно нема доволен контакт или со бабите или дедовците, или со чичковци и така натаму, од едноставна причина што нема време. Така што квалитетот на родителството и квалитетот на врските семејни во голема мера е под удар на тоа што времето на детето со секундарниот родител е крајно ограничено. Значи, како што кажавте, нашиот закон за семејство датира од 1992 година и како таков веќе во многу своји сегменти е застарен, како во однос на третирањето на определени семејно-правни категории, така и во однос на некои решенија кои што ги нуди. Во изминатиот период, колку што јас сум запознаен, правени се повеќе обиди да се пристапи кон измена на некои делови од законот за
семејство, односно да се пристапи кон донесување на сосема нов закон за семејство, кој што ќе ги одразува современите тенденции кои што постојат во рамките на семејството, односно современите тенденции во односите помеѓу братчите, другари, односите помеѓу родителите и децата, односите помеѓу потесното и поширокото семејство и така натака, меѓутоа за жал до денеска не се смогнаа сили некои делови да дефинитивно се променат, односно се даде еден нов современ пристап кон некои сваќања, процеси и така натака кои што постојат сега во современото општество. Што ќе се случува во иднина, навистина не знам, претпоставувам дека ќе се случат некои неопходни промени кои што законот за семејство веќе бара да се променат, затоа што се менува и севкупното милје, се менуваат односите, не само во глобалното општество, туку односите и во рамките на неговиот нуклеус, а нуклеусот е семејството. Но видете, од друга страна, ценам дека Македонија е на некој си крстопат во однос на тоа во кој правец ќе ги регулира семејно правните односи, односите помеѓу родителите и децата, помеѓу самите родители и така натака. Од причина што се уште постојат некои конзервативни тенденции кои што се силни, кои што не дозволуваат промена на некои сваќања, поими, гледање на работите и така натака. Но постојат и особено кај помладата генерација тенденција да веќе сваќањето за тоа што е дом, што е семејство, што се родители и деца се промени. Мислам дека ќе помине уште поприлично време додека се фати чекор со она што значи современо европско семејно законодавство, но сосема сте во право кога давате констатација за тоа дека промени се неопходни. И навистина, денешнава дефиниција конкретно за тоа што е брак и што е семејство, мислам дека во голем дел е веќе застарена и веќе не одговара на ова наше дигитално време на IT технологија, туку како што кажавте, тоа се веќе дефиниции и сваќање за едно време кое што е зад нас, односно за индустријското доба, кое што полека го надминуваме, ако не и веќе и целосно го надминавме. Според податоците достапни во базата на Државниот завод за статистика, во 2022 година бројот на разведени бракови изнесувал 1613 разведени брака. Имено во 2022 година институцијата Брак бележи намалување со односот на склучени бракови во 2022 година индексно споредено со 2021 година. Во институцијата Брак се чини дека повеќе веруваат мажите затоа што по еден неуспешен обид за брак, односно по еден распаднат прв брак, најчесто втора шанса за среќа се даваат мажите со вкупно учество од 6,3% од вкупниот број на склучени бракови и трет брак исто така бележи учество од 0,5% во вкупниот број на склучени бракови во 2022 година и како што нагласуваат од Државниот завод за статистика, почесто во втор, односно трет брак стапуваат мажите. Семејствата денеска не се исти како семејствата пред 20, односно 30 години, токму затоа што, како што велат социолозите, семејството е општествена клетка и таа секако ги попрема сите облици на влијание и промени кои што настануваат во општественото живење. Ако за индустријското општество беше типично во семејство да се вклучени родителите и нивните деца во таа дефиниција, сепак во современите состојби како што се разводи на бракови, кои што по
повлекуваат создавање на 2 нови домаќинства, па и 2 семејства. Сепак, овие современи текови не се предвидени со постоечкиот закон за семејство и тие едноставно не одговараат на дефиницијата за семејството која што досега важеше, односно она дефиниција за семејство како нуклеус кој што го сочинуваат родителите и нивните деца. Сепак тука е и поширокото семејство, односно роднините кои што се непосредно вклучени во обликување на семејните односи и кои што имаат исклучително важна улога во одржување на домаќинството, па и воспитување на децата. За тоа што се представува семејство денеска, говориме во продолжение. Моje лично искуство да ви кажам дека јас имам само 4 сати месечно да го видам своето дете и тука не гледам од месечно 470 часа, 4 часа да имам месечно средби со детето, а останатиот дел од 466 сати да ги има мајката, не гледам тука никакво подеднакво родителство. Се трудиме ова ситуација да се измени. Ние можам да кажам дека посебно во мојот случај, а во голем број такви се и голем број случаи во нашата држава, каде што татковци се секундарни родители и се доста обесправени, односно дискриминирани како родители. Кај нас се уште се водиме по она старио правило каква таква мајка е, или една е мајка, што јас за мене не е точно. Мислам, ако една мајка не може да бидат 100 татковци, значи во стварањето на едно дете има една мајка точно, но има и еден татко. Така да, зошто го тврдам тоа дека ние мажите, мислам татковците сме поише дискриминирани. Во мојот случај, во лично искуство да ви кажам, против мојата сопруга има поднесено 4 кривични пријави од областа за семејно насилство. На сите 4 кривични пријави со правосилни пресуди потврдени од апелационен суд е прогласена за виновна и Центар социјална работа се уште ја штити и детето е кај неа. Процесот на отуѓување кој што го работи мојата бивша сопруга на нашето дете се уште е во тек. Детето е доведено до степен да бега, да се плаши од мене, да не сака да контактира со мене и тоа е исто запознае Центар социјални работи е запознати со таа ситуација, но се уште ништо не се превзема. Се жалав до Комисија за спречување на дискриминација, меѓутоа таму се пожалав на односот на Центар социјални работи, затоа што фактички тие ме оддалечуваат од мојот син. Добив некој нотарен одговор дека извршени проверки, утврдено дека не сум бил дискриминиран, бидејќи јас тврдам и се уште тврдам дека јас и како родител и како татко, како маж сум дискриминиран. Зошто оваа дискриминација и на кого му користи, мене стварно не ми е јасно. Се трудиме тоа да се смени, значи децата мора да имат пристап до 20 родители, бидејќи колку што имам и контактирано и со стручни служби, стварно на вистина стручни, значи психолози и психијатри, последиците од ова отаѓување кај децата ќе бидат многу тешки. И многу тешко ќе се санираат, дури во некои случаи дури нема да биде возможно да се санираат. Тогаш добиваме индивидуи со намалена самодоверба, што во подоцнежните години и во нивниот развој и раст ќе допринесе за да станат сторители на кривични дела, значи асоциопатни личности и сето тоа поради недостаток на едниот родител. Зошто центрите за социјални работи овака постапуваат и на кого му е во интерес децата да се оддалечуваат од едниот родител и да бидат само со еден родител, а не со двајца, мене навистина не ми е јасно и мислам дека ако се стремиме да влеземе во Европа, овој закон мора да се смени, а не се уште се водиме по закони кои што датираат од пред 50-60 години. На оваков начин само му се прави штета на идните поколенија. Мислам дека негативно се одразува ќе биде многу поголеми проблемите, ќе бидат по подоцнежниот период. Така да мислам дека крајно време барем сите политички партии да се завземат за овој проблем. Може би децата не се гласачи, па затоа досега нема некој одзив или некој не сака да го реши оваа прашање, меѓутоа мислам дека ова прашање е многу битно не само за нас како родители, најмногу за децата, туку и за цело општество. Така да мислам дека е време некој да превземе мерки, да се смени законот и да почне да функционираме, децата да ни бидат посречни, да може да ги воспитуваме и да израснат вистински сречни и правилни индивидуи кои што ќе бидат корисни за целото општество.
може да се уклопи тоа дека во измените на овој закон, мислам и најидеалниот закон да го донесеме, да се усвои, ако како и досека не се постапува по него, или никој не сноси одговорност за тоа што го работи, односно не го работи, па настанува штетни последици, што се многу тешки, особено по децата, мислам дека џабе ќе се донесе и најидеалниот закон да го имаме, ако не функционира и не се постапува по него, тогаш мислам дека се ќе биде џабе. Сепак би апелирал пред се да се превземе одговорност во било која сфера, значи за секоја работа, ако не постои одговорност и никој не одговара за оно што го работи, а не треба да го работи, или го работи, или не го работи, а треба да го работи, значи се додека нема одговорност и одговорноста е се уште мисловна именка кај нас, мислам дека ништо нема да се смени. Значи одговорноста е пред се, менување на закон, така да може барем малку од малку да се ублажат штетите кои што моментално и досега се уште се ствараат. Ова го зборев од мој личен пример, меѓутоа овакви примери има многу кај нас. Мислам дека време е нешто да се превземе. Видете, јас велам во моето веќе 24 годишно адвокатско искуство дека разводот на бракот не е проблем. Значи судот вака или така секако ќе ве разведе. Проблем се последиците кои што разводот ги остава. Особено кај децата. А ако се тие, да речеме, на некоја помала возраст, каде што уште не ги разбираат тие односи внатре во семејството, може би ќе поминат и полесно. Меѓутоа, се случува вистинска психичка бура кај деца кои што се веќе во адолесцентна возраст. Или деца кои што може би во времето на разводот на бракот не разбирале што се случува, меѓутоа со текот на времето, со возраста, веќе разбираат дека во нивниот дом, во нивното семејство се случило нешто што они може би тогаш не го разбрале, меѓутоа сака дополнително да им биде објаснето. Во однос на доделувањето на децата, ставот на судот, односно судската пракса е ригидна. Неоправдано ригидна, затоа што не значи дека секогаш по автоматизам, без да се земат во предвид и другите околности, децата треба да се доделат на едниот родител, односно на мајката, а другиот да биде само како третиран како банкомат. Значи, мора да плаќа алиментација, при тоа му се заканува кривична одговорност ако алиментацијата не ја плаќа. А што се случува со другите аспекти? Значи, за едно дете, колку што едниот родител му е потребен, исто толку му е потребен и другиот родител. Дури уште повеќе. Тоа дете, без разлика на неговата возраст, не го интересира дали татко му плаќа алиментација, туку го интересира каде е татко му. Зошто не е присутен тој во неговиот живот? Да го научи прв пат да шутне топка, прв пат да го однесе во зоолошка градина, да го однесе на училиште. Или го имате секогаш на прашање зошто мамо само ти ме зимаш од училиште, зошто не ме зима тато? Тоа се болни ситуации. Значи, улогата и на судот, но и на другите институции мора да се промени. И јас сум дефинитивно, ако треба да одговорам на вашето прашање, за поделено родителство. Но и не само за поделено родителство. Тука не се вклучени само мајката и таткото. Тука се вклучени и другите роднини, бабите, дедовците. Не мислам дека тие немаат соодветна улога во развојот, психичкиот развој на едно дете. Тие имаат и тоа каква улога. Можам да кажам дека понекогаш и пресудна улога. Бидејќи сте виделе и самите деца малечки со баби и дедовци, па како бабата или дедото нешто им кажува, им раскажува за животот, за својата историја, за тоа што е добро, што не е добро, како требало да постапи на училиште, во однос на другарчињата, во однос на учителката или учителот, сеедно. Значи, тоа се моменти кои што придонесуваат за правилен психички раст и развој на едно дете. Бидејќи ако ние таа возраст ја промашиме, понатака што и да правиме, личноста е промашена и во работното место, и во идното негово семејство, и во односот со другите луѓе. Во тој аспект, во тој дел, реформа на законодавството,
ние и тоа како потребна да излеземе од одредени стереотипи, од одредени рамки кои што ги пренесуваме, меѓутоа и ни се пренесени од нашите претходни генерации. Времето е многу променето. Не е тоа веќе времето кое што некогаш било кога сме биле ние деца, кога ние сме растеле, кога ние сме оделе на училиште и така натака. Неоспорно дека овој концепт на семено насилство што се форсира да се пријавува се и сешта, па споено и заедно со радикалниот феминизам, па дури до некаде и ЛГБТ движењата, се на некој начин концепт кој што одат против класичниот концепт на семејство. Спротивно нашите заложби за заедничко родителство после развод одат во насока на тоа дека детето треба да си го зачува своето семејство и дека никој не треба да биде отстранет без да има солидни причини за тоа. Ја едноставно не би ги мешал тие две работи. Значи во нашиот предлог закон јасно ставивме дека секој што е осуден за семено насилство не може да биде предмет на заедничко родителство, меѓутоа морам да нагласам дека тука збориме за осудени луѓе, значи не збориме за пријавени. Тоа што е страшно е што да речеме, ако ги споредите, па сега баш имаше статистика, дека само околу 25% од тие што се пријавени за насилство се осудени. Ја не би рекол дека е тоа во овој случај неажурност на државните органи, затоа што државните органи баш и работат многу ажурно кога некој, особено жена, ќе пријави насилство, меѓутоа очигледно дека голем број од тие пријави не може да дојдат до суд затоа што нема причини за тоа. А како што кажав, центрите за социјална работа реагираат многу сензитивно. Ајде да речем може и оправдано кога има пријава, меѓутоа проблемот е што процедурите тоа да се докаже траат многу долго и се губи контакт со децата. И затоа сметаме дека нашиот концепт на заедничко родителство доволно е да ги исклучи тие што се осудени за семено насилство и доволно е да ставиме дека тие лажни пријави треба да бидат основа за земање или ограничување на родителското право. И со тоа мислам дека ќе завршиме работа и на тие здруженија што се ангажира за семено насилство, затоа што ќе го редуцираме бројот на лажни пријави и тие ќе имат можност да работат со вистинските жртви. Оваа недела разговаравме за семејството и ја нотиравме уште еднаш потребата за донесување на нов закон за семејство или барем поставување на новите предлог измени во постоечкиот закон за семејство, како би можеле да ги дефинираме семејните односи и едноставно да го отелотвориме сето она што е семејна слика во денешен контекст и старите и закоравени концепти кои што не одговараат на современата реалност, веќе да ги прошириме или барем да понудиме нови концепти и нови дефиниции. Во следната емисија Неделник ќе говориме на некои други теми, а вие следете на, останете со нас, следете на социјалните мрежи и секако се гледаме во следниот термин, односно следната недела во 15 часот и 15 минути на телевизија Сонце. Поздрав! I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel